Неверојатна харизматична личност. Виновен за тоа и јас да ја засекам уметноста со неговата скромност. Работохоличар по природа. Тој е еден исклучително плоден ликовен автор. Неговото сликарство е радост и светлина. Синоним за неговото сликарство за мене е силната експресија. Тој има многу препознатлив ликовен или сликарски печат, кој што мислам дека долго време нема да се повтори. Владимир Темков. 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 Неговото сликарство е чиста поетика. Да задржиш поетиката е богатство, благодет. Ова година е нешто посебно. Ова година е ретроспектива, односно навраќање на моето творештво од првите мои години на излагање. Јас не би бил јас ако моето творештво не тргне од Кавадарци. Јас пред неколку месеци заминав во пензија. Ама како времето како да се коси со законите, дека треба да одиме у пензија да одмараме, ова година имам 5 изложби. Изгледа дека ова година најмногу треба да работам у последните 40 години. 5 изложби во 5 центри низ Европа, па и светот. Предлагам тука да прекинам, да по една чашка да земеме да наздравиме и сите заедно да продолжиме доле во музеј на галерија Кавадарци, каде што има уште едно отварање, има рок свирка и има еден голем коктел за сите. Ви благодарам уште еднаш. Во 1983 година, кога овде во овој простор се одржа првата моја званична, моја самостојна изложба, тоа беше голем настан, исто овака како сега. Ова ретроспектива е огледало на она што сум го направил до сега и патокас на она што треба да го направам во иднина. Благодарам за сите вас што сите овие години доаѓате на овие изложби, ме поддржувате и јас уште еднаш ќе кажам законот дека некој треба на 64 години да оде у пензија, со ова се побива. Јас мислам дека тек од денес почнува моето творештво и правата моја ангажираност и мојот импулс у ликовната уметност тек сега почна да го давам. –23 мај во големата галерија на Чифте Аман, во сите изложбени простории, организирав големо отварање и ретроспективна изложба на моето творештво. Како шетав низ природата, низ тиквишијата и низ пейсажите кои што ме обкружуваат, полека почнав да ги придобивам убавините на пейсажот, убавините на природата и тие пейсажи полека почнаа да бидат составен дел на моите композиции. Првиот циклус кој што јас го работев беа житните полиња и се она што се случува на едно житно поле. Почнувајќи нели од травките на полето, преку класијата жито, преку брашното и лебот кој што се произведува од тоа жито и кој што го дава животот, се до птицата која што е составен дел на тоа поле.
Беше идејата да биде тоа зрно грозје, но како се трансформира тоа зрно грозје, почна да се формира во една топка, која што во даден момент значи јаболко, во даден момент значи грозје, во даден момент значи калинка. И сите тие елементи поместени во моите дела ги правеа композициите на моите платна. Се наоѓаме во еден прекрасен простор, ликовно ателје. Овде во овој простор се наоѓаат околу 500 уметнички дела, кои што ги создадов во изминативе 45 години, што значи дека тука на овој простор се наоѓа слика од 1982 година, од мојата прва самостојна изложба, па се до ден денешен слики кои што се створени за последната моја изложба. Поготово јас кога во даден момент имам потреба од пауза од сликањето, време кога треба да се одморам, значи овој простор ми помага и го користам за да така си размислувам и се враќам како времеплов во годините, како сум ги стварал делата, така да ми се враќат чувствата и добрите идеи, односно добрите работи кога се стваране овие дела. И исто така во овој дел се наоѓаат некаде на околу 350 слики кои што се оставштина од ликовните колонии, од разни ликовни уметници од цела Европа. Колонија која што веќе 28 години, јас како куратор ја организирам. В 76-та година се формира едно друштво на млади ликовни уметници. Баш се сеќавам дека името му беше Ластари. Ластар значи млада гранка од винова лоза. Така името ни одговараше Ластари. Сега во 1996 година повторно се возновови иста колонија и од тогаш до денес редовно се одржува и расте. Овие луѓе кои доаѓаат од разни краеви со себе носат своја душа, свој дух, свој белек и таа душа пренесена преку платната ја оставаат овде во Квадрци да и Квадрци живее заедно со нив. Главен приоритет ми е она што го носам во себе и што се трансформира длабоко во мојата душа, да го претворам во уметничко дело и да го ставам на платното. Во еден момент, викаш, доста ми е од сликарство, заситен сум, а во еден момент викаш, да, ова е тоа што треба да го работам и сега почнувам од нула. Ако не би сликал, не знам што би правил. Тоа е животна определба и тука граници не постојат. Тука само постои работа и до крајот на својот живот, можеби и година после тоа, да се стварат уметничките дела. Уметноста е живот, а животот е уметност. Така да граници меѓу тоа не постојат.